Добар ден, повтор пат од просториите на Здруженијето Инклузива и добре дојдовте на втората пресконференција во однос на гласачкото право на лицата со попреченост. Значи, Здруженијето Инклузива по четврти пат наблюдува избори, но овој пат сме најголема бројка, а во сите 6 изборни единици и продолжуваме понатаму да се бориме за човековите права, затоа што до сега се покажа дека многу малку се почитуваат правата на лицата со попреченост. Во моментот ќе одиме по изборни единици каде што се сумирани недостатоците на гласачките места до 14 часот. Гласачко место број 2638, Основно училиште Петар Попарсов, Карпош 4 Скопје, членовите на избирачкиот одбор рано наутро правеа проблеми во однос на овластувањата на лицата кои се наблюдувачи и сакаа да ги задржат за себе. По реакција во Државна изборна комисија, ова е сменето односот кон наблюдувачите и се пуштени на гласачките места да со вратено овластување. За жал, на истото избирачко место параванот се наоѓа во ќош каде што воопшто не може да пристапи лице со попреченост да гласа. Гласачко место 2637 Основно училиште Петар Попарсов од Карпош 4 и исто така на нашиот наблюдувач овластувањето му е одземено и вратено по реакција од наша страна до Државна изборна комисија. Гласачко место број 2422 Основно училиште Драга Стојанова, село Ракотинци, Сопиште. Пристапноста за лицата со попреченост е лоша. Двокрилна врата со една страна отворена, така што гласач кој е во инвалидска количка не може да влезе поради едната страна што не е отворена. Параванот за лица со попреченост е многу низок, не е стабилен и не е на видно место, подоцна дури е демонтиран параванот и тргнат од гласачкото место. Шаблонот за гласање на лицата кои се слепи воопшто не е поставен затоа што избирачките одбори се изјасниле дека воопшто не знаат како изгледа, па го барале по кутиите. Гласач непрописно носел маска и истиот бил опоменат од членовите на избирачкиот одбор. На гласачко место број 2768 во Припор Скопје воопшто немало простор за одржување на физичка дистанца помеѓу наблюдувачите. На гласачко место број 2579 местна заедница Даме Груе во општина Ѓорче Петров Скопје немало физичка дистанца помеѓу наблюдувачите. Две избирачки места споени во една просторија, односно избирачко место 2579 и 2579/1, гласањето се одвивало во една просторија. Параваните за гласање не се стабилни, зборуваме за сите гласачи, а за гласачи за лица со попреченост не поставен параван и така нерасклопен фрлен во ќош. Немало сликовити прикази воопшто поставено на ова гласачко место. На 2753 во Скопје на гласачите им е дозволено да гласаат со сопствени пенкала. Така да на ова место е забележено и дека се дозволува да гласат, односно жена гласач која носи традиционална муслиманска носија без идентификација и нема шаблон за гласање на слепи лица. Гласачко место број 2653 Основно училиште Аврам Писевски, Бардовци, Скопје. Материјали за лица со попреченост има, но не се поставени на маса. Параван за гласање на лица со попреченост не е поставен на видно место, односно ставен во ќош. Гласачка кутија поставена на висока клупа во која што лице со инвалидска количка не може да го стави ливчето. Понатаму на гласачко место број 2485 Основно училиште Стив Наумов автокоманда, општина Гази Баба Скопје. На влезот тотална непристапност, многу скали и нема пристапна рампа.
внатре во објектот повторно непристапно. Има скали, нема ракохвати. Многу мал простор, не може да се одржува дистанца, се прават гужви. Не сите членови на избирачките одбори носат заштитна опрема, значи сите не се со маски, ракавици. Во тоалетите нема тоалетна хартија, ниту брисачи, ниту сапун за мијање раце. Нема паркинг места, ни обележени паркинг места за лица со инвалидска количка. Нема граничник, нема шаблон за лица кои се слепи. Така да, на прашање од самиот наблюдувач, се изјаснили избирачките одбори дека во таа изборна единица и во тоа избирачко место нема такви работи, бидејќи нема кој да ги користи. Од каде се запознаени тие избирачки одбори, дали има во истото избирачко место, дали има во избирачкиот список лица со попреченост. Нека се запрашаат дали поради нивниот однос тие не се појавуваат на гласачките места. Лицата со попреченост се секаде затоа што се 15% од населението. Исто така нема тука на тоа гласачко место ниту сликовити прикази. Гласачко место број 2906, Основно училиште Свети Климент Охридски, сите членови на избирачкиот одбор не носеле ракавици. Пристапната рампа која има не е во функција. Гласачко место број 2655, Посебно училиште Златен Сремец, општина Кисела Вода, Скопје. Нема соодветно растојание помеѓу членови на избирачките одбори. Нема граничник, нема шаблон за гласање. Еден член на избирачкиот одбор извршува повеќе функции. Гласачкото место број 2762/1, Месна заедница Кисела Вода. Непристапно гласачко место. Понатаму до објектот нема обележано за дистанца. Надвор до објектот мора да помине гласачот низ трева. Ако е тоа гласач со попреченост, воопшто не може да помине. Од другата страна има скали и равници, така што воопшто не е пристапно. Параваните за гласање не поставени на соодветно растојание, односно ставени премногу блиску. Параванот за лица со попреченост не монтиран, не поставен на видно место, ставен во ќош, бидејќи немале потреба да го монтираат. Шаблонот воопшто не поставен на маса. Гласало лице кое е слепо, членот од избирачкиот одбор го барал шаблонот, но не знаел правилно да го постави гласачкото ливче внатре и нашиот наблюдувач со забелешка достави кај нас дека можеби токму тоа гласачко место ќе биде неважечко поради погрешно поставено од страна на избирачкиот одбор. Изборна единица 2. Избирачко место Бајрам Шабани Куманово, 1023. Членовите на избирачкиот одбор не одржуваат физичка дистанца, додека го подготвувале избирачкото место. Дел од членовите на избирачкиот одбор не носат маски, не носат ракавици на самиот почеток од влегувањето во гласачкото место. Не е отворен ниту еден прозорец за проветрување. Исто така и другите наблюдувачи не ги носат заштитни маски соодветно, туку им се спуштени под нос и под уста, немаат ракавици на себе и не одржуваат соодветна дистанца. Еден член од избирачки одбор доцнал поради тоа што се успал рано наутро. Не се користи граничник и првиот гласач не бил проверен со UV лампа. Има повеќе луѓе во просторијата од дозволеното. Наблюдувач му сугерира на гласач за кого да гласа. Избирачко место 1043, Основно училиште Крстен и Сирков, Куманово. Има скали, нема рампи.
Обезбедувањето реагирало на барање на дел од наблюдувачи на мајцата која носел наш наблюдувач и не го пуштале внатре, така да откако нашиот наблюдувач објаснил дека мајцата нема партиски символи што лесно се препознава од логото на инклузива за кого е символот, тогаш представникот од избирачкиот одбор реагирал и нашиот наблюдувач продолжил да наблюдува. Избирачко место 1067 во интернат професор Мијалковиќ, избирачкото место непристапно за лица со попреченост. Одредени наблюдувачи не носат соодветна опрема за заштита на гласачките места. Параван за гласање за лица со попреченост ставен до зид. Кутија за гласање е во ред поставена, така што може да пушти гласачко ливче лице со попреченост. Наблюдувачите пуштени да присуствуваат само со овластување кое го сликале избирачките одбори. Шаблонот и граничникот не поставени. Се случила навреда на сметка на лица со попреченост од страна на избирачки одбори, односно нашиот наблюдувач, дека ако знаеле дека ќе наблюдува инклузива, ќе ставале инвалидски колички пред врата ако треба. Значи, ваквиот однос на луѓе без попреченост кон луѓе со попреченост покажува дека нивната свест е многу ниска и треба да се запрашаат дали некогаш не помислиле дека вакво нешто може да им се случи и нив. Избирачко место 1068 Наце Буѓони, граничник и шаблон не се поставени. Не се прави дезинфекција на раце, нема корпа за отпадоци, параваните воопшто не се обележени, нема средства, ниту брисач и ни течен сапун во тоалетите, за да можат лицата да извршат дезинфекција, да измијат раце кога одат во тоалет. Избирачко место 1000 во Куманово, музичко училиште. Во овој простор, кој е мал, имало многу луѓе, значи не се почитувале правилата и протоколите за дистанца. Избирачко место 1069 школска амбуланта, непристапно, нема услови за дистанца, нема граничник и шаблон, параван за лица со попреченост нема или е неотпакован. Значи воопшто не го видел наблюдувачот. Избирачко место 1051 пошта населба Зелен Рид Куманово, непристапно, граничник и шаблон не се извадени од кутија. Избирачко место 1054 Шевро Куманово, граничник нема. Избирачко место 1094 местна заедница Доброшане, населба Куманово, непристапно, нема сликовити прикази. Избирачко место 1033 Пазариште Куманово, мала просторија, дистанца нема, параван воопшто нема за лица со попреченост. Избирачко место 1019 Основно училиште Наинфра Шери Куманово. Член од избирачкиот одбор не ја носи заштитната маска, соодветно и не носи ракавици. Не е пристапно и не се држи дистанца помеѓу никого. Избирачко место 1080 село Тромаѓа, нема шаблон и граничник. Избирачко место 1059 Ајдучка Чешма, не е обележано дека е гласачко место, воопшто немало ознака дека тука се гласа. Нема сликовите прикази, параван нема растојание. Избирачко место 1056 Економско училиште, параванот не е поставен, не се почитуваат мерки за растојание. Избирачко место 1028 не се залепени сликовите прикази, нема параван за лица со попреченост. Избирачко место 1017 Водовод, нема параван за лица со попреченост. Избирачко место 1046 нема граничник ниту шаблон за гласање. Избирачко место 1003 местна заедница Бедиња Куманово,
Во една просторија постојат 2 гласачки места. Просторот мал, нема параван за лица со попреченост, нема шаблон, нема граничник. Избирачко место 1078, местна заедница Лопате. Мал простор, нема социјална дистанца, нема сликовити прикази. Избирачко место 1071, местна заедница Трета МУП Куманово. Не е пристапно, шаблони граничник нема, избирачките одбори немаат и не носат заштитна опрема. Изборна единица број 3. Избирачко место 2259, утрово не е примен на избирачко место нашиот наблюдувач со образложение дека требало да се најави. По реакција во Државна изборна комисија, наблюдувачот е пуштен на избирачкото место и продолжил да го наблюдува. Избирачко место 2197, управна зграда улица Вардарска, немаат шаблон за брајево писмо, немаат параван во висина на гласач во инвалидска количка, при влегување вршат дезинфекција, а при излегување не. Избирачко место 1535, средно училиште Наумовски Борче, недостапно за лица кои користат инвалидска количка, има шаблон и граничник, но некаде фрлени во кутија. Избирачко место 2151, параванот за гласање на лица во количка е нанесен на место на кое не може да се влезе. Граничник и шаблон има, но не се користат. Дезинфекција вршат гласачите само на влез, но не и на излез. Се врши дезинфекција на кутија и пенкала. Изборна единица 4. Избирачко место 0675. Гимназија Добре Даскалов Кавадарци. Сликовите прикази нема поставено воопшто, освен за држење дистанца. Нема поставено параван за лице кое користи инвалидска количка. Околу 8 часот е поставен параванот. Значи бил тука некаде, но никој не размислувал да го постави. Кога е поставен е прилепен до зид, така што не би можел да влезе ниту еден гласач. Избирачко место 1770, објект Црвен крст. Избирачките одбори не се запознаени како и каде да ги постават шаблонот за гласање и граничникот за подпис. Подоцна биле поставени, но неправилно, нема поставено сликовити прикази, нема простор за лице во инвалидска количка, избирачкиот одбор не носи ракавици, двајца од нив носат маски. Параванот за лица со попреченост не е поставен правилно, тоа се во овој објект сите овие нерегуларности. Едно лице кое е слепо, гласач, влегло во гласачкото место со свој придружник. На придружникот му биле дадени 2 гласачки ливчиња. Придружникот гласал во параванот за двајцата, а лицето со попреченост стоело на страна, воопшто не пристапило во параванот. Избирачко место 1791 Ново село. До 9 часот излезени гласачи имало многу малку. Во 7:15 прекинато гласање, бидејќи утврдено дека недостасуваат околу 50 гласачи на списокот. А многу гласачи ги имало по 2 пати. Во 8:05 минути гласањето продолжило по одобрување на Општинска изборна комисија со напомена дека во попладневните часови ќе биде доставен нов список на гласачи. Избирачко место 0335 Матична библиотека Гоце Делчев Гевгелија. Избирачкиот одбор го има поставено граничникот и се користи за потпишување за сите гласачи, се користи шаблонот за гласање. Шаблонот во подоснат бил пристигнат, сликовити прикази имало, но неправилно поставени
во гласачкиот објект. На избирачко место 1250 има рампа без странична ограда, тесна, нема заден влез од кутијата високо поставена, не може да стави лифче гласач во колица. Прозорците фиксни, нема проветрување, само со отворена врата. Пристапна рампа натре блокирана со записничка маса, тесна просторија, тешко се одржува пропишано расстојание и не се употребува воопшто граничникот за потпис. Гласачко место 1320, местна заедница Велме, параваните многу близко поставени, нема дистанца, шаблон за гласање не е во употреба, воопшто го нема, тесен ходник за движење на гласачи, не се држи дистанца помеѓу гласачите, така што параванот за лица со попреченост воопшто не бил поставен. Избирачко место 1721, објект детска градинка Струмица. Има поставена рампа на влезот, но е стрмна. Недостасува еден член од избирачки одбор на своето место, кој подоцна се појавил. Нема ознаки за држење на дистанца во просторот. Недостасуваат луѓе на избирачки список. Се забележува напнатост помеѓу членовите од избирачкиот одбор и се препираат меѓу себе во просторијата за гласање. Граничникот го имаат поставено, но не се користи. Предвремено кинеле ливчиња и удирале печат на нив за да бидат спремни кога ќе дојдат гласачите. Избирачко место 0350, Пионерски дом Гевгелија. Членовите на избирачкиот одбор воопшто не носеле ракавици. Маските ги носеле неправилно. Поголем број од гласачите на излегување не правеле дезинфекција. Избирачко место број 0672, објект спортска сала Јасмин Кавадарци. Не се прави дезинфекција на излегување. Параванот за лица со попреченост е свртен наопаку на кај зидот. Избирачко место 1777, Основно училиште Видое Подгорец, Колешино, Струмица, непристапен влез, има поставена рампа, но е многу стрмна за лица со попреченост и не ги исполнува условите. Изборна единица 5. Избирачки места 0750 и 1320. Тоа е Кичево и Дебарца, непристапни избирачки места. 1320 Дебарца нема шаблон за гласање на лица кои се слепи. Исто нема и стабилни паравани за лица со попреченост. Има тесни влезови на избирачките места и не може да се одржи ниту социјална дистанца помеѓу гласачите, но и не може да помине гласач кој користи инвалидска количка. Избирачко место 1250 Охрид, просториите не се проветруваат. Избирачко место 118 Битола, избирачкиот одбор му го одзел овластувањето и направил увид во прашалникот со кој наблюдува нашиот наблюдувач. Моравме да реагираме по телефон за да му го врати овластувањето на наблюдувачот и да не го бара прашалникот затоа што тој прашалник е на инклузива и на наблюдувачите на инклузива. 1254 Градски пазар Охрид, средство за дезинфекција надвор на столче. Нема дистанца помеѓу членовите на избирачките одбори. Грешно поставени ознаките за дистанца вертикално во правец на масите. 2 паравани поставени за гласање, а параванот за лица со попреченост поставен према стаклениот зид кој е обележен со хартија за тајно гласање. Нема простор за количка за непречено движење, гласачките кутии не се достапни, шаблонот и граничникот во кутија во ќош на под не се на маса. Сликовитите прикази за процесот на гласање залепени од страна на стаклен зид, а не на местото кај што може гласачот да ги види. Партиски наблюдувачи, тој тројца, стоеле надвор,
а и немало воопшто дистанца помеѓу нив. Изборна единица број 6, избирачко место 510/1, објект Државен Тетовски универзитет, диспезирани студии во Гостивар, село Баница. Наблюдувачот правел обиколка на гласачкиот објект за да види колку е пристапен. Полицаец кој што бил надвор му кажал дека нема право тоа да го прави и го испрашувал што прави позади објектот. Објектот не бил обележан и нема број на гласачко место, но нема обележано ни место, паркинг место за лица со попреченост и воопшто нема паркинг. Исто така има многу скали каде што целиот објект е непристапен. Има дополнителен влез од другата страна, но тој влез е затворен. Шаблонот за гласање не е поставен правилно, ниту пак на видно место. Граничникот воопшто го нема. Параваните се поставени од прилика на 1 метар дистанца, но параван за лица со попреченост е поставен во ќош. На моменти дел од избирачкиот одбор го напуштале гласачкото место и се излегувале надвор. Маските не ги носеле правилно, туку ги спуштале надолу. Лицето кое ги кине ливчињата и прска со спреј во исто време, значи штом го кине ливчето во исто време и прска со спреј, иако друго лице тоа треба да го прави и не се одржува дистанца помеѓу членовите на избирачкиот одбор. Избирачко место 516 Гостивар, основно училиште Мустафа Кемал Ататурк, село Горна Баница, непристапен објект. Исто така во просторот натре нема означени места за дистанца, нема поставено сликовити прикази, шаблон за гласање нема воопшто, лицето кое треба да е одговорно за гласачката кутија воопшто не се појавило, тоа е членот на избирачкиот одбор. Гласачко место 393 општина Гостивар, економско училиште, има случај за гласање на лице со телесна попреченост кое при обид за самостојно гласање поради нестабилен параван можело да се повреди поради паѓање. Избирачко место број 430 населба Циглана Гостивар, параван за лица со попреченост не е поставен, нема сликовити прикази, на лице кое е слабовидно не му било дозволено да гласа со свој придружник, ниту му бил понуден шаблонот за гласање. Избирачко место број 405, основно училиште Чајле, село Чајле, Гостивар, непристапен влез, висок праг, така да воопшто не може да влезе човек кој има телесна попреченост. Недостасува еден член на избирачки одбор. Параванот за лица со попреченост не е поставен, шаблонот за гласање исто така не е поставен. Дури рекле дека не добиле, но подоцна на барање од наблюдувачот го пронашле каде го ставиле. Немале поставено граничник за подпис на гласачите. На стари лица со попреченост не им дозволувале да гласаат со свој придружник, туку членот од избирачкиот одбор станувал да му помогна, што е забрането со сите правила и изборниот законник. Избирачкиот одбор не смее да помага на гласачите. Исто така забележано дека немале доволно ракавици и маски за менување во определено време. На прв кат каде е гласањето не функционирале воопшто тоалетите. Туку само на вториот кат и тоа се непристапни за лица со попреченост. Неправилно носеле маски членовите на избирачките одбори, а останатите наблюдувачи, освен наблюдувачите на инклузива, воопшто не носеле ракавици. Избирачко место 2975 Џамија, село Чајле, Гостивар.
Некои од членовите на избирачкиот одбор не ги носеле ракавиците, членовите на избирачките одбори маски ги носеле неправилно под носот. Има доставено сликовити прикази, но тие стојат на страна и воопшто не се поставени. Нема прикачено ниту сликовити прикази за заштита од ковид и дистанца помеѓу гласачите. Граничник за подпис нема, шаблон за гласање воопшто нема на маса. Избирачко место број 1962, основно училиште Братство Мигени Тетово, неправилно носење на маски на дел од членови на избирачки одбор и гласачи. Нема поставено шаблон за гласање на лица со оштетен вид. Избирачко место 387/1 Гостивар, нема шаблон за гласање на лица со оштетен вид. Како што слушнавте, во овој момент правата на лицата со попреченост не се почитуваат воопшто. Инклузива и Државна изборна комисија веќе работат повеќе години на создавање на материјали и услови за инклузивно изборно право, но тоа тука останува. Се што е доставено е фрлено во ќош, дали е тоа материјалот кој го подготвиле од страна на Државна изборна комисија или од страна на инклузива, не се користи наменски и не е само за гласачите со попреченост, туку е корисно за сите гласачи. Понатаму, што ќе следат нашите наблюдувачи, ќе можете да не слушнете во 20 часот и 30 минути. Сметаме дека се што кажавме е доволно за денеска и ако има некои прашања, ќе одговориме.